што ќе изродат средбите на лидерите со председателот во вилата на Водно. Дали и како политичките лидери ќе се договорат што понатаму? Дали политичкиот проблем стана правен или обратно? Кога и како се доделувале мандатите по досегашните избори? Истражувавме и колку се богати пратениците. Дали пријавиле се во анкетните листови? Има ли двојни аршини исто така председателот во доделувањето на мандатите? Многу прашања се отворени, затоа вечерва дебатираат професорот Борче Давидковски и аналитичарот Висар Адеми. Останете со топ тема на ваша страна, почнуваме веднаш. Добро вечер уште еднаш за моите гости, аналитичарот Висар Адеми и професорот Борче Давидковски. Благодарам што сте вечерва со нас. Не знам доколку ќе трае емисијата со оглед на тоа што наводно се уште траат преговорите. Влезе и лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, како што јави колешката Јулијана Пешевска. Ке се надевам дека можеби и во рамките на вечерашната топ тема на ваша страна ќе можеме да ја видиме неговата изјава доколку трае полку со средбата или пак обраќањето на председателот Иванов. Секако и за двете работи веднаш ќе се вклучиме во живо од вилата председателска на Водно. Она што е последно, мои гости, беше изјавата на Заев во однос на барањето на подписи, дали ќе обезбеди мнозинство или не. Меѓутоа, еве професоре Давидковски, моето генерално прашање е зошто политичкиот проблем стана правен проблем или проблем со уставот. До сега, барем во досегашната историја на доделувањето на мандатите, имало различни ситуации кога не секоја партија имала 61 пратеник, имало и помалце, никогаш до овој степен не се проблематизирало кому ќе му биде доделен мандатот. Она што вечерва исто така се случи е дека Иванов сега бара од Заев да даде подписи и докази за 61 пратеник дека има, а кога беше давањето на мандатот на Груевски по изборите не побара од него никаков доказ. Затоа беа и овие 20 дена разговори со ДУИ. Па, за жал, кај нас во Македонија од 91 година па се до денес имаме добар устав, али лошо толкување на уставот и премногу ја мислам дека имаме експерти. Ја не се осмелувам да кажам дека сум експерт, само ќе се обидам да дадам моје видување. Бидејќи уставот е јасен каде што се вели онаа партија или коалиции кои ќе обезбедат мнозинство, тоа во современиот свет значи мнозинство оној кој што ќе може да обезбеди мандат да биде мандатар. Ние од почетокот, како што почнавме, бидејќи од 91 година се даде на победничката партија, па потоа не се направи влада, па се даде на втората партија, па потоа се направи, знаете како беше ситуацијата, и потоа по некој, како да кажам, автоматизам, секоја партија која што победуваше, но не обезбедуваше мнозинство, имаше еден случај, мислам 2002 СДС, кога имаше над 63 и мислам ВМРО имаше пред некоја година и 14 кој имаше над, тогаш веќе се знае, тогаш има обезбедено мнозинство. Во сите други случаи по автоматизам председателот го даваше мандатот на победничката условно речено партија и победничката партија да се прави да составува влада. Правило е во развиениот свет секој пат после избори председателот на државата да го даде мандатот на оној кој ќе обезбеди мнозинство во парламентот. Без разлика кој е, зашто ако идеме по таа логика, во Италија цел живот победува комунистичката партија, па никој пат мандат не добила да прави влада, бидејќи не може не обезбедува мнозинство и така натаму. Така што тоа е идејата на уставот, но ние се ја толкуваме на наш балкански начин, како сите работи што ги толкуваме и така и тоа го толкуваме и едноставно по автоматизам добро се одеше, го даде председателот Иванов мандатот на победникот, на ВМРО ДПМН, за 20 дена не напред. Сега логично беше да го даде на втората по број. Инаку по мене најлогично ќе беше на 30 декември, која беше конститутивната седница на собранието,
председателот Иванов да ги повика сите лидери на партии кои што имаат мандати во собранието, да им каже дека имате господа, имате можност, кој ќе обезбеди како у Хрватска, кој ќе обезбеди 61 подпис, да доне, тогаш ќе го добие мандатот и тоа се прави... Тоа е разликата помеѓу сегашната состојба и тогаш. Да, впрочем, сега се бара од заед да обезбеди 67 подпис, а тогаш не. Сега се враќаме по еден чекор назад, значи изгубивме месец дена, значи 30 декември, еве го сме сега 1 февруар, значи еден месец изгубивме и сега повторно сега да се каже сега не може, сега мандатот не го давам, туку ќе го дадам на оној кој што ќе обезбеди. Сега може да се деси, на пример пред неколку дена ВМРО го врати мандатот, као партија рекла дека не може да се остават влада, сега по оваа логика на председателот Ивано, ако умеѓу време ВМРО обезбеди 61 подпис, дека повторно ќе го добие мандатот, што е добро. Битно е да се сформира влада, ама сакам да кажам, сега малку чекорите се изместија и фактички се добива впечаток, и не да и така е, дека ВМРО била изфорсирана партија, а на СДС не му се дава мандатот поради не знаеме кои причини. Затоа што ако се толкуваше уставот како што требаше ова некдека тамо после 1-2 јануар на лидерска средба и да им се понуди. Кој ќе обезбеди 61 подпис, тој да го добие мандат. Господине Адеми, зошто се купуваше време? Еве кажа професорот, се изгуби еден месец, а и се двојни аршините во однос на постапката на доделувањето на мандатот. Вечерва се барат доказ, нели? Од Заев, така барем тој изјави. Од друга страна и професорот рече не се свика собранието на конститутивната седница и да побараше Иванов тогаш консултации. Зошто се тоа? Професорот многу го објасни. Ја не сум правник, ја сум економиста по професија, али уште помалце сум експерт по прашање. Но мислам дека ова не е ни политички ни правен проблем, ова е човечки фактор, људски фактор. Значи не се нормални времења за Македонија, овие се абнормални времења за Македонија. И во времето кога имате јавно специјално обвинителство, каде што неколкото овие главните луѓе кои што треба да направат еден мек трансфер на власта, се осудени или обвинети, имаат обвиненија, ја мислам дека тој лудски фактор, дека таа емоција се превагнува во делот на кршење на устав и закони и така натаму. Така да не очекувам дека председател Иванов ќе биде дел од решението, туку ќе биде дел од самата криза. И се купува време да не може да направи и господин Заев влада, да се иде според мене до нови парламентарни избори, кои што и ги организира сегашната. Веројатно да, кои што по некој сценарио би биле заеднички со локалните избори, а тоа било најлоша опција во Македонија, затоа што би се имало некоја си, да кажеме, компилација на теми. Таму каде што ќе треба да разговарат за канализации и, например, комунални услуги, вие треба да разговарате и за политички прашања и апсолутно е тоа најлошо сценарио за Македонија. Само да кажам дека се очекува обраќање од Иванов и да напоменам режијата во моментот кога нашиот репортер Јулијана Пешевска ќе биде подготвена да ја вклучиме со најновите информации од председателската резиденција, тоа да го сториме. Професоре, во меѓувреме, беса денеска побара да се конституира, односно да се направи седница на собрание. Меѓутоа, што предвидува законот или дали постои решение во кое што се потврдува дека доколку собранието се свика, доколку некој може да обезбеди мнозинство, дека нема потреба да се дава мандатот од страна на Иванов. Дали собранието е во ситуацијава орган кој што може да всушност со неговото свикување, со обезбедувањето на мнозинството внатре, да се прескокнат сите овие бариери кои што сега ги имаме на сцена? Видите, ние фактички во Македонија имаме два легитимни органа кои што се избрани. Тоа е собранието, кој што е конституирано, само председател не избран, значи верификувани се мандатите, им тече мандатот, и имаме председател на државата кој што се уште е у мандат. Ние немаме влада, бидејќи то прва треба да ја правиме владата. Значи, по мене, собранието, и ја не знам зашто и до сега не се чекаше, собранието сигурно има и закони кои што промптно треба да се решават. Зошто не се
заседаваше, најверојатно ради овие коалициони игри што се прават, кој ќе прави владата, па тој ќе даде председател на собрание и така натака. Веќе се тоа политички шпекулации, тоа е дел од нашиот политички фолклор на Балканот, особено во Македонија. Секојдневно сме ние присутни на тие политички игри, но во секој случај собранието требаше да се конституира, да си има председател и ја не гледам никаква пречка дури и ова сега кој дали ќе се на сама седница собрание некој ако поднесе 60 ако имам за формално правно треба председателот на државата да даде мандатор со програма и така натака, но и самото собрание може да се избере влада. Тоа не гледам пречка затоа што утре може и да немаме председател. Значи ли дека ние нема кој што вика некој председателот ако си даде оставка ќе сме немале председател кој да го имаме собрание, собранието бира владата. Што е проблемот кој ќе го даде мандатот донос кој ќе предложи владата? Ако некој има 61 пратеник мнозинство, може одма владата се избере. Така што тоа се мислам банални, условно речено, чарки или нешто се бараат пречки со цел да се каже еве како да се одуговлечат или некои други шпекулации да се прават. Мислам дека имаме легитимен орган, имаме избори, да се конституира собранието, имаме председател кој што е во мандат и едноставно треба да функционираат тие два органи. Во моментов ја вклучуваме Јулијана од вилата Водно, од кај председателот, дали има нови информации, кога би завршила средбата Груевски-Иванов и дали е најавено обраќањето? Средбата Груевски-Иванов само што заврши, лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски не даде изјава. За околу 15 на минути се очекува обраќање на председателот Иванов, кој што ќе го каже ставот околу доделувањето на мандатот за состав на влада. Претходно во текот на денот председателот Иванов оствари средби со лидерите на парламентарните политички партии. Лидерот на СДСМ Зоран Заев рече дека Иванов му рекол да собере 61 подписи, односно да достави доказ за формирање на парламентарно мнозинство, па дури потоа дека ќе му го даде мандатот. Тука предлагам да ја слушнеме изјавата на Заев. И ни беше укажено дека како второ пласирана партија со број на мандати не можеме да добиеме мандат за формирање на влада. Укажувањето беше дека треба да докажеме ние дека имаме мнозинство согласно Уставот за формирање на влада. А тоа е 61 пратеник најмалку, како доказ со својот подпис да биде доставено до кабинетот на Ѓорги Иванов, со што ќе добиеме дури тогаш мандат за формирање на влада. Никаде до нас не стигнале информации за широка коалиција или нешто слично кое што представува сите партии да формираат влада. Толкувањето кое што го добивме од Брисел за нас е колку е можно поширока коалиција заради стабилна влада. Што значи тоа? Стабилно мнозинство. Лидерот на СДСМ Зоран Заев во однос на барањето на ВМРО-ДПМН за нови избори рече дека нови избори одговараат само на СДСМ, но не и на Македонија, бидејќи со тоа дополнително ќе се влоши политичката криза. Исто така во текот на денешниот ден средба со Иванов остварија и лидерот на ДУИ Али Ахмети, како и лидерите на БС и Алијанса за албанците. Ахмети посочи дека политичките партии мора да работат да изнедат прифатливо решение кое што ќе понуди парламентарно мнозинство и на тој начин ќе се формира влада со што земјата ќе излезе од политичката криза. Клучот повеќе не е кај мене, туку е кај председателот Иванов, рече Ахмети, кој што само да напоменам за прв пат во време на мандатот на Иванов остварува средба со него. Воден сум во овој момент од размислувам со глава, но не и со срце, токму поради тоа, рече Ахмети, денеска бев присутен на средбата со Иванов. Исто така и лидерите на БС и Алијанса за албанците одбија да коментираат за текот на средбата, меѓутоа во брифинг со новинарите посочија дека Иванов им соопштил дека сега топката е префрлена во собранието и дека мандатот ќе го даде на она политичка партија која што ќе успее да договори парламентарно мнозинство. Да ги проследим изјавите.
Јас не сум клучот, бев клучот, клучот го префрлив кај председателот. Кај председателот кај го однесе клучот? И за да бидам посимволичен, јас имав бомбата, ја фрлив во председателство и не знам сега председателството кај ќе ја фрли. Демократската унија за интеграција, вие знаете дека има разговарано, заседавано 4 дена. За сите опции разговаравме на маса и сите аргументи. Затоа што веќе ги слушнавме во вестите. Не може да се предвиди што ќе прави Иванов. Меѓутоа, дали има што знанија, можеби, не знам, инсайдерски, како толку брзо ќе ја донесе одлуката како резултат на сите овие средби денеска? Па од сите разговори кои што ги водел Иванов, најверојатно бидејќи тој им предочил на партиите дека мандатот ќе го даде на она политичка партија која што ќе успее да обезбеди парламентарно мнозинство, односно 61 пратеник. Тука и да напоменам дека лидерот на СДСМ Зоран Заев не се произјасни по однос на ваквиот став на Иванов, рече дека дополнително ќе се консултираат во партијата, пошто ќе изаземат конечен став. Ние остануваме овде во резиденцијата на Водно да го проследиме обраќањето на председателот Иванов и ќе побараме повторно вклучување во емисијата. Да, Јуле, веднаш штом ќе биде подготвен председателот, во живо ќе се вклучиме од неговата резиденција. Благодарам за извештајот. Еве, господине Адеми, она што драматично го кажа Ахмети, бомбата дека му ја дал сега на Иванов, тој треба да решава, а до сега била во негови раце. Очигледно Ахмети не сакаше да го реши прашањето кој ќе биде мандатар и за прв пат му откажа љубов на Груевски. Оти според оние инсайдерски информации од преговорите, не било проблем можеби ниту останатите барања од платформата, најголем проблем беше специјалното јавно обвинителство и личноста Никола Груевски, дали и понатаму ќе ја води државата. Па не знам, Ахмети заедно со неговата партија има 20 дена да решаваат по сите тие 5 точки што нас не убедува дека ги има како сценарија. За 20 дена вие можете да докторирате по сите тие 5 точки, да напишете дизертација, а не да носите една многу проста логика. Оние избра шестата и најнелогична алтернатива да ќутат и да не превземат одговорност по сите овие 5 опции што сами ги нудеа. Ја предвидувам многу голема криза во ДУИ, криза која што не би сакал да кажам дека ќе заврши со политички крах на ДУИ и чезнување од политичката сцена, но мислам дека и со кого да направи опција или со кого да направи коалиција ДУИ, нивната иднина баш не е многу сигурна. Со ВМРО тоа сигурно би било многу побрзо, со СДС тоа би отешло побавно, но сигурно можам да тврдам дека на крај таа опција ќе исчезне од политичката сцена. Зашто? И за тоа имам две да кажеме примери. Првото е за тоа што политичкиот капитал со кој што дојде ДУИ, тоа е Охридскиот договор, полека се топи. И таа максима на равноправност на двете етнички заедници не донесе таков равноправност тој Охридски договор. Напротив, ги оддалечи двете најголеми етнички заедници, донесе равноправност на политичките елити во Македонија, на политичката елита на ДУИ, заедно со олигарсите од ВМРО и тие олигарси од другата страна. И техничкиот капацитет и човечки ресурси на ДУИ, кои што се корумпирани до крај и ги користат сите тие етнички, да кажеме, предзнаци и квалификации за да се обокатат лично и да добијат лични бенефиции. Ја мислам дека таму нема идеологија, таму има луѓе кои што ја гледаат партиите како начин да профитираат и затоа мислам дека таа популарност што го имаше до сега Ахмети се топи токму затоа што немаат визија како да излегуваат и тоа се гледа сега по самото себе што немаат јасен став за која од тие 5 опции Ахмети или самата партија се одлучува да... Па да, Ахмети повторно кажа дека пак ќе анализира, дека повторно во следните денови ќе продолжат со консултации во партијата, повторно ќе анализира, зошто Ахмети се однесува вака, дали му помага на досегашниот коалиционен партнер, кој што пак од друга страна сакаше уште едни избори и очигледно да ги организираат заедно следните избори. Видите, факт е дека врќиот костане кај Ахмети, кај ДУИ. Сакале не икеле без Ахмети и
пакетот другите три помали албански партии што добија мандати, не може ни ВМРО да има стабилна влада, ни СДС стабилна влада. Тоа е факт. Исто така факт е дека они се 9 години со ВМРО у одлична коалиција и тоа, мислам, тоа треба да се земе предвид и тоа е, мислам, реалност. Али исто така факт е од тоа се што го слушнавме, дека фактички кога кажува дека бомба ќе фрли, демек му е дал на председател. Во председателството, не на председател. Добро, грешка, ја мислам дека управот или она, али тоа не е проблем. Значи, фактички очигледно е дека е договор, дека мандат нема да се даде на оној кој ќе обезбеди 61 пратеник. Тоа, мислам, веќе и врапците го знаат, дека е тоа политички договор помеѓу одредени структури, каде што фактички сега испадна дека најголем губитник во моментот е СДС, кој што сега добива нов вруќ костен, дека треба се во наредниот период да обезбеди 61, значи да почне преговори и со Ахмети и со другите албански партии, за ако сака да има сериозно мнозинство. И ако сака да има политичка влада, да се разбереме, ако сака да има политичка влада, зашто се отворени и други опции. Сега зборуваме само за политичка влада, што очекуваме дека треба да се направи. Иако тој не е исклучи широката коалиција, по изјавата нема впечаток дека ќе инсистира на политичка влада. Видите, ја широка коалиција пак повеќе ја гледам во рамките широка коалиција една од политичките партии, или ВМРО, или СДС, со сите политички партии у таа смисла широка коалиција, а друга е опцијата, например, техничка влада, или влада во кој што нешто што го имавме 91 година и 2001 ради настаните, каде што ќе партиципираат сите партии кои што имаат мандати во собранието. Тоа е веќе друга работа. Тоа веќе подразбира дека и ВМРО ќе партиципира, и СДС, и ДУИ, и БЕСА, и така натака овие ДПА и уште Алијанса, или како се викаш. Тоа е веќе најшироко. Јас повеќе добив впечаток дека широка коалиција е една од големите македонски политички партии, бидејќи ВМРО веќе го врати мандатот, не може. Значи СДС со сите други, бидејќи кој што е факт е, колку што гледам, колку што читам од изјавите, има, например, и меѓу албанските политички партии, например, БЕСА не сака да коалицира со ДУИ. Така се изјавуваше, а тоа е веќе пак кај нас тоа е едно се каже во јавноста, а друго се прави. Да видиме дали се прагматични. Само уште едно, ако може да професорот, има едно сценарио со кој може да се спаси ДУИ, а тоа да остане во опозиција. Сите ова за сите аналитичари е малце као многу нереална опција, али мислам дека ако сака да ја спаси партијата Ахмети, треба да остане во опозиција со поддршка на било која владина коалиција или на ВМРО или на СДС, во ситуација на СДС, и би се вратило на реформирање на партијата. Ама тој извинете што ве прекинувам, тој се поставува како тој да е клучниот играч, нели? И од него зависи. Ја реков дека владата, тој е клучниот играч, точно е тоа. Ќе се спаси ако коалицира. Коалиција со ВМРО и со СДС благо речено нема да има партија после 2 години, затоа што ова е губитничка влада во смисла на правење реформи и луѓето нема да излезат на крај како добитници од оваа влада. Ја мислам дека ако сака да ја спаси партијата, навистина треба да ја поддржи било која партија што има мнозинство во парламентот, а они сами да се вратат на самата партија и да ја реформираат и полека тие тендераши или тие профитери кои што се во таа партија само заради нивните лични бенефиции, полека да заминуваат и да се врати на новата филозофија и новиот модел на политичка партија која што со Охридскиот договор се апсолвира више, нема равноправност, нема таа равноправност што викаше Абете дека кој требаше да донесе етничка интеграција, гледаме дека не се случува. Ние уште живееме во различни светови, ние уште живееме, учиме во различни смени, уште живееме во апсолутно различни. Така да мислам дека треба да покаже дека има нови идеи, нов импетус во самата партија, а мислам дека ако остане во влада нема да може да има енергија да ги прави овие реформи. Она што е следно, споменавме различни модели кога се формираа владите. Меѓутоа она што сега, како што велите вие, и многу експерти излегува различно да го толкуваат Уставот, е на сцена кој како го толкува членот 90 од Уставот.
Од друга страна, еве и председателот го викна и председателот на Уставниот суд да се консултира во однос на прашањето за доделувањето на мандатот, и ако за 20 минути треба да даде одлука, значи веќе се подготвува за таа одлука. Сега, професоре, дали овие толкувања до сега на член 90 и членот 90 различно го толкува и самите автори. И ние имаме еден прилог кој што би сакала да го видиме, каде што и господинот Фрчковски и господинот Владо Поповски зборуваат како го направиле тој член 90. Меѓутоа, во однос на кому ќе му биде доделен мандатот и различно го толкуваат. Ако не, предлагам да го видиме 6-минутниот предлог за да видиме дали тоа што стои во членот 90 е исклучиво или постојат одредени одредби кои што можат да ја доразјаснат целата ситуација. Двајца професори од правниот факултет, Љубомир Фрчковски и Владо Поповски, во 1991 година го напишаа Уставот на Република Македонија. Тогаш тие беа согласни членот 90 од Уставот да гласи: Председателот на Република Македонија е должен во рок од 10 дена од конституирање на собранието мандатот за состав на владата да го довери на кандидат на партијата или партиите што имаат мнозинство во собранието. Мандатарот во рок од 20 дена од доверувањето на мандатот на собранието му поднесува програма и го предлага составот на владата. Владата на предлог на мандатарот и врз основа на програмата избира собранието со мнозинство гласови од вкупниот број на пратеници. Денеска двајцата професори имаат различен став кој треба да биде идниот мандатар на владата. Во овој случај председател мора да постапи така што постапил во првиот случај, кога веќе тргнал по таа линија, а тоа значи да му го даде мандатот само на следниот кандидат на партија која може да формира мнозинство, а не на истата партија. И тука нема дилема. Доколку никој не може да постигне мнозинство, тогаш се оди на тоа се политички комбинации на некакви влади од тип технички, експертски или големи коалиции. Ако ни тоа не може да се успее, се распишуваат нови избори. Тоа е проста логика. И секаде е така. Го побаравме и ставот на професорот Владо Поповски, кој телефонски не одби за интервју со образложение дека доволно говорел во медиумите по ова прашање. Мандатот ќе го даде на онаа коалиција или онаа партија која ќе донесе подписи на 61 пратеник или ќе донесе веродостојни докази дека од разговорите кои ги има може да состави влада. Во таков случај, председателот може одново да го даде мандатот на ВМРО-ДПМН, но на друг носител. Председателот Иванов се одлучи на консултации пред повторно да го довери мандатот. Меѓутоа, прашањето е до кога ќе траат тие консултации и дали тој воопшто има временски рок за да избере нов мандатар. Се појавува истиот рок од 10 дена. Тука нема дилеми, меѓутоа тој може да побрза бидејќи јасно е, може веднаш да го додели мандатот на другиот член, на другиот овој кандидат. Очигледно они имаат некоја тактика договорена, па почнуваат дилеми околу тоа кому ќе даде, како ќе даде. Уставот не предвидува за колку дена председателот треба да го даде одново мандатот, ниту кому да го даде. Уставот остава слобода председателот да се постави рационално во однос на доделување на мандатот, со главна цел да се формира влада. Едно од клучните прашања е зошто сега се бара доказ за мнозинство, кога тоа не беше сторено со давањето на мандатот на Никола Груевски. Значи, не ги повика Груевски и Заев и не ги праша кој може да состави мнозинство или да му дадат доказ, кој од нив може да му достави доказ. Тоа го направи хрватската председателка во таквата компаративна иста ситуација со ист член. Значи, тоа би било во ред ако се случи од почеток, така и треба. Меѓутоа, сега ако се обиде тоа да го направи председател, што исто така теоретски може, би било несоодветно на неговото претходно гласување. Он веќе тргна со една партија. Сега не може пак да се консултира, па сега двете партии може да му донесат лажен доказ, на ВМРО да измисли дека може да го, и сега ајде. Сега тоа е лошо толкување, односно лоша волја при толкување на Уставот. На крај се поставува и прашањето дали членот 90 од Уставот е доведен во прашање и дали се потребни уставни измени за да се избегнат вакви ситуации. Не е доведено прашање, доведени се во прашање професорските титули, знаењето на луѓето што зборуваат околу тоа, само тоа доведено прашање. И тоа така на крајот ќе искочи, бидејќи не е возможно да го спорите и го толкувате на начин кој се обидуваат некои од типовите за кои се врзани за ДПМН. Нема потреба да се наведуваат сите возможни ситуации кои на идиоти може да им текнат. Значи, не можете така да направите членот. Не можете да почнете сега членот 90, треба да биде од 50 реда, бидејќи сите возможни глупости можеме да ги стрпиме, да ги предвидиме. Тоа така не се прави. Многумина сега се повикуваат на 1992 година, кога лидерот на ВМРО-ДПМН Љупчо Георгиевски го врати мандатот и воопшто не се обиде да состави влада, а председателот Глигоров го додели на Петар Гошев од СКМ ПДП, кој исто така го одби.
Тогаш изборот падна на Бранко Црвенковски, која состави владата. Централното прашање е дали тогаш се направило преседан и сега тој преседан дали може да им послужи на луѓе во власта да манипулираат со доделување на мандатот на втората партија по големина. Не постои никаков преседан, не постои никаква повреда на уставот и на законите од тоа време. Мандатот го вратив како личност. Мандатот не можеше да биде доделен повторно на друга партија, затоа што Социјалдемократскиот сојуз беше единствениот кој што можеше да формира мнозинство од 61 пратеник. За прв пат во историјата на самостојна Македонија, мандатарот избран од претседателот на државата не успеа да го обезбеди неопходното мнозинство и да состави влада. Според уставот, мандат се доделува на партија или партиите кои имаат мнозинство во собранието, односно минимум 61 пратеник. Но праксата покажува дека овој уставен услов само два пати бил испочитуван. Во 1998 година, кога ВМРО ДПМНЕ во коалиција со Демократска алтернатива на Васил Тупурковски освоја 62 мандати, и во 2008 година, кога коалицијата на ВМРО ДПМНЕ освои 63 пратеник. На останатите избори, претседателот на државата го доверувал мандатот на лидерот на партијата која освоила најмногу пратеници на изборите. Во 1994 година ВМРО ДПМНЕ ги бойкотира изборите, така што нема дилема за кој ќе биде изборот. Во 2002 година, тогашниот претседател Борис Трајковски го даде мандатот на СДСМ, која немаше мнозинство, иако освои 60 пратеника. Во коалициската влада тогаш влегоа ЛДП и ДУИ. На изборите во 2006 година, тогашниот претседател Бранко Црвенковски го даде мандатот на Никола Груевски со освоени 45 пратеника, кој пак формираше широка владина коалиција со партиите ДП, НСДП, ДОМ, ПЕИ, а подоцна и ПДП. Во 2011 година со освоени 56 мандати, Груевски немаше мнозинство, но повторно го доби мандатот од Иванов за состав на влада. И во 2014 година, кога ВМРО ДПМНЕ освои 61 пратеник, но немаше мнозинство поради тројцата пратеници од диаспората, мандатот го доби оваа партија. Формираа влада со стариот партнер од албанскиот блок, ДУИ. Го видовме историјатот на досегашното формирање на влади. Професоре, дали постои некој акт или уредба или одлука која што онаа спорна година 1992, нели, за таа сите се фаќаме дали иста со оваа ситуација, кога беше вратен мандатот и кога беше доделен на Бранко Црвенковски, беше спорена таа одлука, меѓутоа дали од тоа произлезе некое решение кое што денеска може да сугерира излез од оваа состојба? Мене ме чуди, јас бев невиден, што вчера претседателот на Уставниот суд беше на консултации кај претседателот Иванов. Прво не гледам причина зошто да иде претседателот на Уставен суд, бидејќи Уставниот суд овде воопшто не е инволвиран и не треба да биде инволвиран. Второ, исто така ме чуди што изгледа сите имаме кратко паметење, ја малку изгледа постар сум па затоа. После првиот, ова се што го видовме на прилогот, ВМРО ДПМНЕ покренаа постапка пред Уставниот суд со цел го оспорија давањето на мандатот. И Уставниот суд, овој Уставен суд, бидејќи тоа реси дујката, еднашка веќе пресудил со решение од 4.9.92 година вели. Според документот. Да, според овој решение, бидејќи не покренува постапка. Видите, судот интересно што вели. Според мислењето на судот, определувањето на мандатор за состав на владата на Република Македонија е дејствие на претседателот на Републиката во остварувањето на неговото уставно овластување со кое отпочнува постапка за избор на владата. При тоа судот оцени дека ова дејствие, односно актот, самото давање на претседателот на Република Македонија за определување на мандатор за состав на владата не представува пропис во смисла на член 110 алинеја 2, демек закон и подзаконски акти кои што се битни, што решава судот, и затоа со ова решение судот ја отфрли иницијатива и автоматски самиот Уставен суд кажува дека во овој случај он и де јуре и де факто он нема што да бара во оваква ситуација.
каде што се работи за действие на председателот, акт кој го дава мандатот или не го дава мандатот, и како што имаше некој мислење деме како го даде еве сега на второ рангираната, Уставниот суд веќе се произнел. И Уставниот суд кажал каков е актот, е определил го карактерот на актот што го донесува председателот на државата, односно за давање на мандатот. Значи, како действие го третира. Акт действие, а не како акт кој што е општ акт, кој што може да се подвргне под верификација, односно контрола од страна на Уставниот суд. Значи, не ми е јасно. Дела беше средбата помеѓу председателот на судот Иванов, затоа што тоа веќе го направил Уставниот суд. Кафе да се напие, да се прошета доводно председателот на Уставниот суд, предпоставам. Ја не гледам друга причина зашто беше. Можно ли да има толков пропуст направено и да не знае за ова решение од 1992 година? Па за жал и многу последниве денови интензивно гледав овие што се дебатни емисии. И многу експерти и многу анализи укажуваат дека еве Уставниот суд ќе реагира, Уставниот суд ќе одземе мандат ово она. Ниеден од Уставниот суд за жал, а го има на веб страната. Да отвори некој на веб страна решение 92 година може да го симне решението. Ја како јас го добив решение? Ја знаев дека тогаш имаше иницијатива, само се потсетив. И го симнав решението. Судот веќе се има произнесено и у Македонија, барем за уставно-правната надлежност на Уставниот суд за овие евентуални спорови е чиста ситуацијата. Господине Висар, она што ми прозвуче од изјавата на Заев, а што го препозна во прилогот на колегата од зборовите на Владо Поповски, е всушност да се бара доказ и подпис за да се создаде нов мандатар. Сметате ли дека можеби за 5 минути тоа ќе биде и ставот на Иванов? Дали мислите дека веќе тоа е решението, дека Заев го кажа клучниот момент? Па мислам дека и Заев сега треба да почне дел од серија на консултации. И зошто до сега имаше забелешки, зошто до сега па тој не е обезбедил мнозинство? А не знам тоа, да ви кажем право, дали Заев има некаков си договор со ДУИ, али и со другите партии. И со другите партии, они кажали јасно дека не идат со Груевски во било кој сценарио и тука е јасна работава. Сега, мислам дека на ДУИ стратешки партнер им е ВМРО и додека таму нема некоја сопка или пречка да се направи влада, па да може да дискутира после со Заев за другите работи. Очигледно дека СЈО е нешто надвор од можностите дека може да се натаму да иде да има договор. Сега дали таа пресија или притисок дали е поише од самите луѓе, аналитичари во Македонија или од меѓународна заедница, сепак мислам дека ДУИ не го тргуваше рокот на СЈО со да кажеме со правење коалиција со ВМРО. Да, апсолутно. Прашањето дека мора да се другите работи на платформата ми се чини дека и ВМРО би можел да се согласи, како што гледам дека има позитивен. Па не, очигледно никој не го спореше тоа, туку го спореа СЈО и била опчинена дека таа сопка била која што не можело да се дури ни јазикот не беше споменуван во соопштенијата и слично. Тоа СЈО, очигледно дека СЈО била точка за која што немале договор стратешките партнери ВМРО и ДУИ. Мора да пуштиме реклами, па потоа во исчекување сме на одлуката од Иванов. Во меѓувреме, денеска постоеше и преписка на некој начин помеѓу ВМРО ДПМН и германската амбасадорка. Овој речник кој е тука во соопштението го пренесува разговорот и тонот на разговорот помеѓу ВМРО ДПМН и германската амбасадорка. Например, сега по она на Косијанчич и барањето на појаснувањето од страна на ВМРО ДПМН на што мисли Европската унија, таа точно денеска наведе, например, одговорот гласи: ние мислевме на потребата да се има широк политички консензус и широка коалиција. Меѓутоа сега има за итните реформски приоритети, договорот од Пржино и решавањето на билатералните прашања. Во однос на германската амбасадорка, таа дури го прашува Груевски зашто му се толку брзи и итни избори. И тој пак одговара дека ја прашува дали е тоа став на Берлин или низин личен, на тоа таа одговара дека е став на Берлин. Зошто вакви тонови? Зошто сега Груевски е во ситуација да се испокара народски кажано со сите амбасадори и европските, а на Бели му порача веќе дека е сменета администрацијата во Америка и нема што сега тој да се меша во овие прашања, а и од друга страна сака да ги нервира со средбата кај рускиот амбасадор?
Не знам зашто влегува во конфликт со нив, али јас имам малце поинакво гледиште на самата криза во Македонија. Ние како независна држава имавме 3 поголеми политички кризи. Првата беше 1991 година, кога направивме држава, но не направивме инклузивен концепт на општество. И никогаш после сите кризи не сме искочиле со некаква лекција и да направиме дебата зашто, како да научиме како млада нација, како млада држава од овие кризи. 2001 година имаше етничка и меѓуетничка криза или војна, како сакате, и таа етничка прибатност да се креира таа супремација на еден етникум врз друг и така натаму, и беше и многу интересно да се биде албанец. Дека еве сега доаѓа време на интеграција, делот на криза на снемување на етничката припадност, и 2006 и наваму се креира цела таа да кажем инфраструктура на воздигнување на партиите. И ја мислам дека сега таа трета криза е партизација на самото општество и да се воздигне партијата, да се амнестираат сите криминални действија, сите работи, само да опстои партијата. И се ова соопштение, например, кажува многу дека сите тие луѓе кои што се прогресивни сили во ВМРО стојат за това соопштение, а со тоа го амнестираат криминално действување на дел од луѓето. Таму во ВМРО има и многу прогресивни сили, многу честни луѓе. И не разбирам зашто тој да кажеме таа реакција, таа изолираност на самата партија, која може да доведе и до исчезнување на самата партија само за тоа да се амнестираат сите овие действувања, али веројатно е тоа за да оваа партизација на општеството, значи да добивање на само преку партијата на бенефиции, на работа, на пари и така натаму треба да исчезне. А мислам дека Заев го демистифицира тој дел преку да кажеме тие отворени листи, една изборна единица каде што на крај ќе биде граѓанинот или опцијата на човекот што дава решение, а не на партијата кои што се кријат под фактите соопштенија. Професоре, Брисел испорача конкретни задачи? Јас до сега Брисел ни испорачуваше неколку, значи извештајот на Прибе за што зборуваше господинот, за партизирана држава, како за судство, за функционирање на органите во државата и така натака, за корупција и така натака. Сега вториот беше моите препораки, извештајот од 24 декември, што треба понеделник, што требаше да се имплементира, за жал еве го поминаа 2-3 години, воопшто не се помислува некој да ги имплементира. Да, тоа е Македонија. И сега за прв пат многу чудно не испорача дека да имаме билатерални односи, значи фактички директно посочува дека новата влада, значи час поскоро да се направи влада, каква они не кажуваат, али со широк консензус очигледно, и инсистираат, значи најгорливиот проблем да го решиме проблемот со Грција. И сега кога ќе ги склапате коцките, не случајно вчера беше Ципрас беше кај комшиите, кај наш северниот сосед, не случајно кажуваше кога читав за 4,5 сата со воз да се иде од Београд до Атина и така натака, едноставно. Мислам, тие притисоци сега уште повеќе, како што Србија напредува во преговорите за Европска Унија, сега ќе имаме уште еден притисок и од Србија, имаме притисок од Грција, еден знаеме зашто, имаме друг од Бугарија, исто така знаеме зашто. Сега ќе имаме дури, мислам, притисок и од Србија, едноставно да земеме пошто потоа да земеме да го надминеме спорот со грците и евентуално у пакет или во Европска Унија, или пред се, мислам дека сега приоритет е да НАТО. Така што ова е ново, прв пат Брисел ни го исполнува, иако ни во извештаите го кажува, али вака децидно и јасно кажано и по однесувањето на Балканот што се случува сега овие неколку дена, може да се заклучи дека Брисел, мислам дека ќе форсира и дури мислам дека ќе форсираат некоја влада на широка коалиција или така натака кај нас, а иначе што рековте ВМРО, што е тоа, сега се позиција. Капката со Ајзенхауер, вака меѓу видови. Сега се
позиционираат партииве за утре евентуално дали ќе бидат опозиција или евентуално ако нешто се прави со цел или нови избори дидат, па едноставно позиција се вади дека еве ние ќе спасиме Македонија или така. Тоа е вообичаено за нашата политичка практика, тоа е дел од нашиот фолклор. Само да се поправам, Алthauser е презимето на Само се добрзам јас професорот малце, ако можам да кажам дека кризата, например, по дефиниција не е секогаш лоша. Може да биде тука и можност да решаваат сите овие проблеми, но ние сме лоши ученици и никогаш не учиме од грешките. А мислам дека сите овие работи што ги каже професорот, и спорот со името, и таа платформа фамозна на политичките партии, треба да се дискутираат тие работи и да одиме напред како држава, како нација, затоа што навистина 20 години живееме во главата во песок и секогаш креираме проблеми, не можеме да креираме решенија. Па тоа е очигледно сега, за жал, сега кои ќе почнат политички и така и кај нас, ние кога правиме за определување коалиција кој ќе составува влада, кај нас првенствено се мисли кој ресор ќе го земе, кој е јавно предпријатие, никој пат не се трга, а сите кога ги гледавме на митинзите, Македонија, народот, никој не го вади од уста. Сега воопшто никој не мисли ни на Македонија, 3 години сме веќе у криза, ни на Македонија, ни на народот, ни едноставно сега кој како ќе се позиционира, кој ќе грабне власта, кој ресор ќе го земе, па после ќе размислуваме за меѓуетнички односи, па ќе го решаваме проблемот со јазикот и така натака и така. Едноставно тие отворени прашања ние кога еднаш мораме да ги затвориме и ако сакаме демократија, едноставно демократските принципи не случајно овие што се демократски начела кај нас никако да влезат. Ние немаме демократија во партиите. Ако немате во партиите демократија, нема ни у државата демократија, не може да очекува. Јас ќе замолам само режијата да ни ја прикаже ако може на екранот во еден дел атмосферата од кај председателот, за да знаеме што се случува таму. Очигледно 20 часот помина, затоа се уште немаме информации од председателската вила, меѓутоа се надевам веднаш штом ќе почне, ќе го видиме сето тоа. Господине Адеми, дали мислите дека Иван Заев може да ги прифати сите барања од платформата, обезбедувајќи мнозинство, значи дека сето она што го бара албанските партии може да го направи. Ова го зборувам затоа што и села го повика отворено на тоа. Видовме дека и помеѓу ВМРО ДПМН и ДУИ немаше збор околу ова што вели професорот. Еднаш нека се затворат прашањата сега по сите тие точки што ги напомена во таа платформа, која според мене е само алиби за ДУИ да излезе на преговори. Прво една дефиниција, таа мислам дека поише лична декларација отколку што е на платформа, затоа што таму има, за да биде платформа треба да има и неколку други информации, например кој е одговорен за имплементација на таа платформа, кои се ресурсите, финансиски, човечки, технички за имплементација, роковите, например, како би се имплементирале сите тие работи, кои законски решенија треба да ги има, дали треба да се промени устав. Тоа е декларација, тоа е the wish list што викаат на англиски, но мислам дека Заев, барем во јавното соочување, има покажано позитивна енергија за решавање на сите работи, кои што мислам дека и сега се решени. Работава дека... мора да прекинеме сега, извинете. Неодамна се одржаа и долго очекуваните избори, за кои се надевавме дека ќе дадат излез од оваа состојба. Но наместо конечно да почне да се разрешува, истата влезе во нова фаза. Изминатиот период се изнаслушавме разни толкувања на Уставот. Секој го толкува онака како што сака или како што му одговара. Јас како председател дадов заклетва дека ќе го почитувам Уставот и законите на Република Македонија. А Уставот на Република Македонија ја одразува нашата автентична македонска реалност. Не само што не може да се толкува според нечии партиски желби и интереси, туку според Уставот се мери се друго. Членот 90 од Уставот е јасен. Председателот на Република Македонија е должен во рок од 10 дена од конституирањето на собранието мандатот за состав на владата да го довери на кандидат на партија, односно партиите што имат мнозинство во собранието. Не случајно Уставотворецот предвидел само еден член во Уставот, тоа е член 90.
намерата на уставотворецот кој не ги одредил во детали можните постапувања на председателот во вакви или слични ситуации, значи дека му дава слобода во делувањето и проценките на председателот на Република Македонија. Го искористи в уставното право и обврска, водејќи се од словото на уставот и по извршените консултации на 9 јануари 2017 година мандатот му го доверив на господинот Никола Груевски. Со тоа го испочитував уставот, но истовремено останав доследен и на досегашната практика. Почитувани сограѓани, решив да направам консултации со надлежните институции и политички партии. Целта на консултациите беше да ги споделам моите видувања, да ги слушнам размислувањата и ставовите на моите соговорници, не само за приоритетите на државните интереси, туку и за излез, не само од политичката, туку и од она што се повеќе наликува на уставна и институционална криза. По остварените консултации, сакам да ве известам дека мандат за состав на нова влада ќе добие партијата или коалицијата која ќе ме извести и докаже дека обезбедила мнозинство во собранието. Со други зборови, прво потврда и доказ за мнозинство, па потоа мандат за составување на влада во согласност со член 90 од Уставот на Република Македонија. Како што веќе истекнав во моето годишно обраќање до вас, граѓаните, од оние што ќе ја составуваат новата влада, барам во својата програма да имаат два клучни приоритета. Прво, заштита на државните интереси на Република Македонија, што подразбира зачувување и зацврстување на унитарниот карактер на државата. Второ, системска реформа по кризата во која ќе бидат офатени субјектите на системот за национална безбедност на Република Македонија. За време на консултациите се разговараше за сите можни варијанти, сите можности и варијанти во случај никој да не може да обезбеди мнозинство во собранието. Сите опции остануваат отворени. Но што и да се случи, ве уверувам дека ќе постапувам исклучиво во интерес на државата и на граѓаните на Република Македонија. Кога ја презедов функцијата председател на Република Македонија, дадов свечена изјава пред граѓаните дека ќе ги почитувам уставот и законите. Од таа моја заклетва не мислам да отстапам ниту сега. Ви благодарам. Ви благодарам. Почитувани представници на медиумите, ви благодарам на вниманието. Ова беше обраќањето на председателот Иванов и тој кажа практично она што го кажа Заев. Ке даде мандат на оној кој ќе докаже дека обезбедил 61 пратеник за состав на нова влада и ќе понуди конкретен доказ. Најави дека сето ова е уставна криза и побара две клучни работи, тоа е заштита на државните интереси и системска реформа на националната безбедност. Професоре, ова вака и го почнавме ние разговорот апропо таа изјава на Заев. Повторно, овој заклучок наведува на две работи. Зошто доказот не се бараше кај оној што имаше 51 пратеник, тоа е партијата ВМРО-ДПМНЕ. Дали сега отвара и опција повторно ВМРО да најде друг мандатар кој што ќе собере 61 пратеник и третата работа, зошто, не знам, не објасни зошто е ова уставна криза. Па јас споменав, уставот е јасен. Член 90 е јасен. Практиката во Македонија исто така споменав дека практиката се даваше на кој има најповеќе мандати, а нема мнозинство. Така беше до сега. Но ако се почитуваше практиката, добро, сега требаше да иде на втората што има. А сега да се почитува уставот ригидно после вратен мандат, малку е чудно. Второ, се дава мандат на она кој ќе обезбеди. Но уставот нигде не вели, само вели дека треба да се даде програма за работа. Ние подразбираме програмата за работа, бидејќи за тоа и изборите нели беа, реформите се согласно извештајот на Прибе и така натака. Вие Европска унија веќе извештаите на Европска унија секоја година што ги за нашето
условно речено, до сегашно работење кон прилагодување кон европските стандарди, до каде сме, што сме, и тоа сакале не ќеле мораме да го ставиме у програмата на владата, али ова за безбедност не ведавик, али тоа не е сега па ова па не знам од кај испадна уставна криза, а тоа па не е предвидено во уставот да бара во програмата на владата што да биде. Тоа значи, сега јас ако обезбедам 61 пратеник и у програмата кажувам дека еве ќе едноставно реформи ќе правам за ќе се кажам некои мои своји видувања. Да, може ќе каже согласно барањата да речеме од Европската унија, дека ќе ги спроведување нивните реформи, договорот пржење и решавање. И ако ова не го споменам, значи у мојата програма, тоа значи ли дека претседателот нема да ми го даде мандатот? Мислам дека малку сега он ги надминува своите овластувања. Јас мислам дека до сега уставна криза ние не сме имале. Ние си имаме парламентарна криза. Ние си имаме имаме избори. Член 90, а од друга страна се повикува на член 90. Па токму сега фактички ние прв пат во Македонија, за прв пат од 91 до сега, ние за прв пат го применуваме член 90 како што треба. Значи, онаа партија што ќе обезбеди мнозинство во парламентот, без разлика колку, значи може и ДУИ, хипотетички, да го добие сега мандатот. Добро, и тој кажа сите опции се отворени. Ама сите се не, у смисла опциите се отворени во смисла на правење широки тесни коалиции, така сега пазарењето ќе почне, мешатарењето ќе почне. Но сакам да кажам, принципиелно се зборувам. Принципиелно зборуваме да тоа што фактички ние од сега, од денешниот ден, од 1 февруар ние почнуваме уставот член 90 да го применуваме. Повторувам со една нагласка, бидејќи сега се инсистира во програмата на идниот мандатор, ако го има, не знаеме, може и нема да се да и ги има овие две барања што претседателот се ги рече, кои што у член 90 не се предвиди. Господине Адеми, се надевам дека може би претседателот ќе објасни што значат реформите за национална безбедност и заштита на државните интереси во секој случај. Меѓутоа, тоа што сите опции се отворени и се остава широк простор, како што вели професорот, за мешетарење, дали повторно тука е можеби клучот да речеме кај ДУИ и албанските партии кои што заедно или одделно ќе мора да бидат во идна коалиција, или пак повторно ДУИ може да речеме да бара некоја друга опција, да побара друг мандатар. Ја дадов опција за ДУИ, треба да иде во опозиција и да се реформира. Тоа е првата опција. Добро, таа е опција која што во моментов не е реална, да речеме, таа партија која што случајно или намерно ќе учествува во преговори за влада. Затоа што е неможно СДСМ и ВМРО-ДПМН да состават влада со некоја албанска партија, и заради тоа е ДУИ, нели вака, дури некогаш и вели ние пак ќе анализираме, од нас зависи и слично. Мене ова ми личи поише како на тендер за консултантски услуги. Значи треба да покаже претседател кои се критериумите или стандардите, например, за ваквите реформи, за да може да направиме ние тендерска документација, програма за да аплицираме кај претседателот. Вака изгледа дека е многу субјективна работа. Сега за ДУИ, ја мислам дека ДУИ до крај ќе се потруди да го спаси ВМРО. Дали ќе се потруди тоа преку некој нов мандатар и ново име во ВМРО. Не знам дали ќе има можност од 20 дена да се реформира голема партија како ВМРО и дали тој човек што ќе ја преземе таа одговорност може да излезе од сенката на Никола Груевски. Тоа значи дека Груевски е политички мртов на некој начин? Тоа е лидер, меѓутоа знаеме што се случи со Љупчо Ѓорѓиевски после Никола Груевски, добро за лидер, а тој стана и премиер. Де јуре ќе ја води некој друг државата, де факто ќе биде тука во некој си резервен кабинет Никола Груевски, од таму ќе ги влече сите конци во Македонија. Ја не верувам дека ќе смогнат сили тие во ДУИ, колку што да има таму прогресивни сили, дека на крај дека ќе му дадат подршка на Заев. Сепак до крај ќе се води битката како да се спаси ВМРО. А ова е глумење дел од претседателството кое што болдеше во СДСМ, како беите да речеме ставовите на подпредседателите, на некој начин раздорот во ДУИ. Ја неам инсайдерски информации да бидам реален, дали на вистина. Збориме до сегашната пракса покажува дека ДУИ имала различни ваки мислења, на крај
повторно одлучува и самиот статут на партијата Ахмети. 20 дена да одлучуваш, да дебатираш за многу прости работи, например, по тие 5 точки што они сами ги кажа, и во ниедна од тие точки да не имате друг партнер освен ВМРО во дискусија, еднаш или два пати се видува со Заев, мислам дека покажува многу колку се тие во хаотична ситуација и колку има таму криза на идентитет сега. Пауза за реклами и продолжуваме во завршница на дебата. Професоре, на што и да се случува до конституирањето на новата влада, секако останува на власт старата влада на ВМРО, ДПМН и ДУИ. Меѓутоа, во меѓувреме има една ситуација каде што се избрани пратеници, а се уште се министри и функционери. Каков е тој дуализам и дали тие треба да поднесат оставка, тоа беше нејасно прашање, и што може да се случува ако ситуацијата трае? Па дури Иванов прогнозираше едно сценарио, а што па ако и не се избера? А видите, ние имаме чудна ситуација, имаме 4 пратеници кои што го прифати, им се верификуваше мандатот на 30 декември, кои што си продолжија како министри. Едниот е премиер. Тоа што, ако го земете пак да се повикаме на Уставот, каде што вели не може да биде пратеник неспојиво со извршна функција. Значи нема шанси. Кај нас тоа го имаме. Сега они си го толкуваат така, па вика, да, точно е, кога имаме една влада која иде до конституирање на нова влада, старата влада продолжува. Ама тоа е за политичка влада, се разбереме. Ние и ова нас не е од прибе владата, од Пржинскиот договор, каде што влада има специфичен мандат до создавањето, до конституирањето на парламентот, односно до избор на нова влада, но оние кои што беа на листата, четворицата, или требаше да си го вратат мандатот и да не им се верификуваше мандатот, или на нивно место да дојдат други пратеници. Тогаш таа влада има логика да остане до изборот на нова влада. Вака, ако идеме по таа логика, и Заев го е градоначалник и пратеник, ама го врати, он се откаже од градоначалник. Сега, за министрите може да бидат и министар и пратеник, а за Заев не може да биде градоначалник пратеник. Која е логиката? И никој, мене тоа ме почуди, што никој не реагира. Се задолжува владата, си земате, еве, гледаме клинички центар ке се градел, тендери, ова, оно. Ама не, сега после избор, сега, оваа недела. Носат одлуки. Мислам дека ова ситуација директно е кршење на Уставот, директно е кршење, а никој не реагира во Македонија. Очигледно ние се навикнавме, очигледно на така условно речено еден правен хаос, каде што едноставно си функционираме. По мене, мислам дека час поскоро собранието, парламентот треба да се конституира, да се избере председател, да види, ако не може влада да се состави, да види дали напор да се направи, затоа што ако сакаме еве сега кој што се вели избори, само собранието може да донесе одлука да се распушти и да идеме на нови избори. Значи мораме ние собранието да го конституираме. Зошто се чека месец дена, ја не знам, али тоа они се знаат овие кои што се пазарат. Но мораме ние час поскоро да земеме и еднаш да ги канализираме работите и да знаеме дали ќе има избори, дали ќе има нова влада, кој влада е сега во Македонија со извршната власт. Бидејќи председателот, извршната власт кај нас е дуалистичка. Дел има председателот, маргинални функции има, а дел владата. Најголемите функции ги има владата. Не заседава парламент, имаме условно речено, дали е техничка или каква е, не ја знаеме влада, и имаме председател. А реперкусиите граѓаните на Македонија ги трпат. И бизнисот, и целокупната... Токму тоа ми е прашањето. Сепак, она што па успеавме да го видиме од идните пратеници, тоа се нивните анкетни листови, зашто имаме еден прилог. Вие во неколку пати во излагањата спомнувавте дека таа партија ДУИ е партија која профитирала од власта. Исто таа назнака имавте и за ВМРО ДПМН. Од нивните анкетни листови се гледа колку напредувале во областа на создавање на капитал или финансии. Па во партизирана држава и во партизирани институции граѓаните се се поише и поише сиромашни, 60 и неколку проценти живеат со $5 на ден. Луѓето што се партиски, што имаат
нека с партиска моќ или се decision makers, тие се обогатуваат. Гледате ги нивните партиски имоти, гледате во какви имоти живеат и работат овие партии. Така да, мислам дека треба се направи департизација на целото општество, а појсо откажа малце и со отворените листи ќе почне малце и тој автократски начин на владење на партиите ќе се ослободи. Но ја на крај би сакал да кажам дека ако имаше случај од јавното обвинителство дека Заев преку пуч го нарушил уставниот поредок на Македонија, мислам дека Иванов со овие двете новите барања направил нов пуч на уставниот поредок Македонија и излегол од нивните надлежности на тоа пресо треба да го објасни, али мислам дека овие барања ептен се добар предмет за СЈО да отвори за уставниот поредок, дали навистина го прекршил законите и уставот. Доправа ќе видиме дали постои такво нешто, меѓутоа она што сакам да го видиме е денешната вест каков имот поседува Груевски. Најмногу забелешки имаше на тоа дека тој успел да заштеди од својата плата една значителна сума пари, а Заев пак пријавил дека нема куќа и таков имот. Билјана Николовска не само за нив, туку и за други видни функционери истражуваше како изгледа на почетокот на нивната кариера анкетните листови, а колку тежат сега. Колку се богати новоименуваните пратеници? Имаат ли куќа, стан, возило? Дали имотната состојба која ја пласираат на јавноста е реална? Змијата не ја кажува своите ноги. Змијата не ја кажува своите ноги никогаш. Новите пратеници до понеделникот мора да кажат колку имот имаат. 118 мина од новиот состав тоа веќе го сториле. За двајца се чека поштарот да ги донесе на адреса на антикорупцијската. Денешната пошта може и не е уште отворена, не е стигната кај нас, сигурно ќе бидат и тие доставени, пошто претпоставувам дека сите се добро запознати со законските обврски кои ги имаат во врска со тоа, со пријавување на нивната имотна состојба и судирот на интереси. Топ тема на ваша страна дзирна во имотот на Никола Груевски. До пред една година премиер, сега веќе пратеник. Има пари во банка, штедел речиси во сите поголеми, ама и во речиси сите валути. Сепак домашните денари се најбројни кај него, а ги има многу. 9 милиони и 630 илјади. Ако ги претворите во евра, повеќе од 150.000. Во девизи заштедил 41.000 евра, 2.000 швајцарски франци, неколку стотини долари и фунти. Во кеш има и 2.000 евра. Неговата сопруга пак заштедила 8.000 евра. Семејството Груевски нема недвижнини и возило. Има 33 уметнички слики. Дел од нив се свадбен подарок, пишува во анкетниот лист на Груевски. Но ова богатство Груевски не го имал и пред 11 години, кога за прв пат седна во премиерското столче. Тогаш имал речиси и 100 девизи, ама не и денари. Ги немал ниту сликите. Според податоците, Груевски на функцијата дошол со 360.000 денари на сметка. Ако се направи математика и се одземат од сегашните 9 милиони и 630.000, значи Груевски за повеќе од една декада се збогатил за 150.000 евра. Ако овие пари се поделат со 120 месеци, колку што извршуваше премиерската функција, значи месечно заштедувал по 1250 евра. Со анкетниот лист на неговиот ривал од опозицијата Зоран Заев, весела математика не може да се игра. Бројки таму речиси и да нема. Пари на сметка Заев не пријавил, освен дека има дадено заем од 70.000 евра, а чека да му биде вратен веќе 5 години. Зашто да имаат само неговата ќерка и сопруга, вкупно 35.000 евра. И Заеви немаат ниту куќа, ниту возило. Куќата, станот, земјата, дуќанот и акциите кои ги има во анкетниот лист на Заев се на неговите родители. Но ако пратеничкиот се спореди со неговиот градоначалнички анкетен лист, има разлика, но не во имотот, туку во тоа чие. Ако сега недвижностите се имот на родители стекнати со договор за градба или купопродажба, претходно биле впишани во графата заеднички имот и тоа наследство. Од антикорупцијската не откриваат дали се истражува имотот на некој од актуелните пратеници. Тоа не можем да ви кажам. Имаме доста предмети што тековно се работат и запознати лица из нашата јавност, но детали не би можел да ви кажам од тие предмети. Тоа најверојатно кога би било готово веќе некоја секако. би имало резултат. Секако. Откако ќе добиеме финални резултати од судовите, од јавното обвинителство, значи тие се должни нас да не известат
и во тие случаи, значи, ние може да ги обзнаниме тие предмети. Но новите анкетни листови откриваат и други нелогичности. Таков е примерот со пратеникот Амди Бајрам и неговиот син Елвис Бајрам, кој е градоначелник на Шуто Оризари. Пратеникот Бајрам пријавил само дека има земено кредит со иста цена колку што чинел и автомобилот Пежо што го поседува, а и двата се земени во иста година. Друго ништо не пријавил. Спротивно од него, неговиот син Елвис Бајрам пријавил дека токму родителите имаат куќа и тоа исто толку вредна колку што и автомобилот Пежо, 1.830.000 денари. Како е возможно таткото да нема куќа, а синот да пријави куќа на име на родители? Одговор нема. Поранешниот антикорупционер Драган Малиновски смета дека ваквите контрадикторни примери мора да се истражуваат. Антикорупцијска е должна да ја следи имотната состојба на носителите на функциите и при тоа треба да ги на некој начин да дава одговори на сите нелогичности кои се јавуваат дали при незината автоматска обработка на тие податоци, доколку постојат нелогичности од овој тип за кои говорите, или пак доколку од медиумите или од јавноста биде посочено некоја нелогичност околу имотната состојба на носителите на функциите. Пратеници на во исто време и министри. По две функции во моментов извршуваат неколкумина актуелни министри, оти се уште нема договор за нова влада. Овој вакуум период, Законот за спречување на корупција не го предвидел, па сега по два анкетни листови имаат Елизабета Канчевска-Милеска, Никола Поповски и Никола Тодоров. Таков е случајот и со Емил Димитриев, кој во исто време е и премиер и пратеник. И во законот постои една недореченост, односно ситуација која првпат се јавува во нашава работа. Немаме претходна пракса. Веројатно тоа понатака ќе треба да се обработи и да се предвиди во Законот за спречување на корупцијата. И бидејќи овие се преодни фази. Од албанскиот блок партии, лидерот на ДУИ Али Ахмети и долгогодишен пратеник има се и куќа, и кола, и земја, и штедна книшка. Го пријавил земјоделското земјиште во Албанија со површина од 700 квадрати, куќата во Заја со 250 квадрати. Неговата сопруга вози поло од 2010-та. Тој возило нема, ама на сметка има 750.000 денари. Нов, но не помалку богат, кој седна во пратеничкото столче е лидерот на Беса, Билјал Хесами. Неговите родители имаат куќа, земја, Мерцедес, накид, додека негов личен имот се само пари на сметка. Колку не открил, ама открил колку има дадено заем, и тоа лани, 42.000 евра. Законот за спречување на корупција е јасен. Секој кога ќе дојде и кога заминува од функцијата, мора да каже колку имот има, за да се провери дали неконтролирано се збогатил, додека располагал со парите на граѓаните. До сега ниту еден пратеник не бил гонет за нелегално богатење. Средината знае колку се богати, сите знаат. Добро живеат. Народот не живее добро. Дај да преживееме, кој колку зел, тој си знае. Туѓа тежина е негова тежина, не е наша тежина. И за крај кусо прашање до моите соговорници, не можеме да кажеме што ќе се случи во ситуацијата, но што е најпаметно да се случи? По мене мислам најпаметно е, ние мораме веќе оваа агонија мора да престане, веќе влеговме трета година од криза, ние мораме да направиме влада. Ако идеме на нови уште едни избори, мислам ќе изгубиме уште една година и што ќе биде погубно и за граѓаните, и за бизнисот и така натака. Ништо, гледате, ништо не се движи во Скопје, сите нешто чекаат. Идете по министерствата, никој нешто работи. Дури и некоја најширока коалиција да се направи, нешто мора да се направи, да се има точно, таргетирано, точно таргети за година, за две, дури ако треба и техничка влада да се направи, со мандат за година дена, имплементација на прибе, например, и да спреми нови избори. Но мора да се направи за да се придвижи. Ако повторно почнеме кампањи, ако почнеме собранието, ако нема влада, ни собранието нема нормално, ќе се распушти, повторно трошкови и мислам дека тешко ќе биде за државата, поготово на економски план, колегата Деми сигурно повеќе од мене ќе каже, но мора подхитно да се направи влада и тука сега ја гледам, тука и председателот и особено овие сите
условно речено председатели на политички партии кои што имаат мандати, кои што треба сега веќе до сега ги гледаат исклучиво партиските интереси, сега еднашка да ги гледаат интересите на Македонија, на граѓаните на Македонија што ги бирале, да се надминат себе си и да се направи една влада која што ќе се обиде Македонија да ја излече од това. Иначе мислам дека многу тешка ќе не биде ситуацијата. Господине Адеми, никој не ја става економијата во ниту една платформа за преговори, меѓутоа реалноста е и преку граѓаните ја видовме. Се согласувам со професорот. Ние не сме ни Белгија, ни некоја друга европска западна земја. Ние немаме функционална демократија и стабилни институции. Нас ни треба потхитно стабилна влада, затоа што економијата трпи. Ние оддавна веќе го пречекоривме тој 60% фамозни од јавниот долг од GDP-то, еден таков приватен сектор кој што зависи од јавните пари и од тендери. Мислам дека ја губи таа компаративна предност. Македонија ги губи 500.000 луѓе, млади луѓе од 91 година, но сега, ако прво извезувавме само мануална работна сила, сега извезуваме и професионалци кои се точно да целото општество. Мислам дека треба да имаме нова влада, нов модел на владење, нов импетус, нова енергија за да може да влеземе во нормалност. Иначе вака, на вистина не гледам, освен една кратен билет за надвор. И мислам дека ни треба потитно стабилна влада, широка коалиција, техничка влада, ни треба владење, ни треба влада кој ќе понуди нови решенија, нов модел, нова филозофија, како ја гледа Македонија во следните 2, 3, 4 години. Ви благодарам и на двајцата, јас само да ја повторам веста што ја кажа, односно изјавата на Иванов, дека мандатот ќе додели на партијата, односно оној кој ќе го извести и докаже дека има мнозинство од 61 пратеник за состав на владата, при тоа даде и две насоки, дали тоа да го сватиме како насоки во програмата, заштита на државниот интереси и системски реформи за националната безбедност. Дали се тоа услови, што тој ги даде, не објасни, меѓутоа звучеа како услови и се тоа го нарече уставна криза, иако се повика на членот 90 при давањето на мандатот. Ви благодарам уште еднаш за присуството во студиото на тема на ваша страна, вам за вниманието. Останете со програмите на Телма и со серијата Ескобар, но потоа следуваат вестите. Пријатна вечер.